10 глава. Неговите одлуки. Еднаш мојот сопруг склучи една деловна сделка за која не ми спомна ништо се додека таа не почна да се реализира. Од моментот кога дознав за тоа, немав добро предчувство. Сметав дека идејата е супер и дека неговата визија за тоа беше одлична, но никако не можев да се ослободам од недостатокот на мир во врска со тоа. Всушност, колку повеќе се молев, толку посилно го чувствував тоа. Кога му го спомнав тоа на мојот сопруг, тој одбрамбено рече: "Не ми веруваш дека можам да донесам вистинска одлука?" Јасно ми даде до знаење дека тоа е нешто што го сакаше и дека нема да слуша никакво противење. Единственото нешто што можев да го правам е да се молам, што и го правев. Повторно и повторно му велев на Бог: "Покажи ми ако грешам во врска со ова." Би сакала тоа да функционира, бидејќи е навистина добра идеја. Но ако она што го чувствувам е точно, покажи му го тоа на време за да го сопре процесот. Покажи му ја вистината и затвори ја вратата. Во 11 часот, токму кога договорите требаа да бидат подпишани, очите на Мајкл наеднаш се отворија за многубројни действија кои ги доведоа до прашање вистинските намери на другите учесници кои беа вклучени. Божјото откровение му разоткри се и целата работа беше откажана. Колку и да му беше тешко да го прифати тоа во тоа време, тој е благодарен што беше поштеден од големи маки. Некое време подоцна, додека ја пишував оваа книга, го прашав мојот сопруг што најмногу му значеше кога се молев за него. Една од работите кои ги спомна е дека тоа му помогнало да донесува добри одлуки. Кога требаше да донесам големи одлуки и кога ми беа понудени одредени работи, твоите молитви ми ги отворија очите и ме спречија да склучам договори кои не беа добри, објасни тој. Треба да запомниме дека сите мажи мислат дека ја прават вистинската работа. Секој пат е праведен за човекот во сопствените очи. Пословици 21 глава 2 стих. Но Бог е единствениот кој може да ни даде вистинска проникливост. Тој може да ни даде мудрост кога ќе побараме. Мудроста носи успех. Проповедник 10 глава 10 стих. И таа ни помага да учиме од искуството. Пословици 15 глава 30 стих. А ние сакаме нашите сопрузи да бидат мудри мажи. Спротивното на мудриот човек е безумник. Библијата го опишува безумниот како некој кој се надева на своето срце. Пословици 28 глава 26 стих. Тој ја презира мудроста. Пословици 23 глава 9 стих. Тој сака само да зборува, а не сака да слуша. Пословици 18 глава 2 стих. Со други зборови, не можеш ништо да му кажеш, тој постојано се препира. Пословици 20 глава 3 стих. И е гневен и вообразен кога се обидуваш да го разубедиш. Пословици 14 глава 16 стих. Безумен е оној кој не е способен да ги одмери разумно последиците од своите дела. Како резултат на тоа, тој не може да носи мудри одлуки. Доколку имаш таков сопруг, моли се Бог да му даде мудрост. Ако твојот сопруг не е, да речеме, полновремен безумник, но понекогаш се однесува безумно, не се обидувај да го поправиш. Бог е единствениот кој може да го стори тоа. Твојата работа е да го љубиш и да се молиш за него. Библијата вели: стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Пословици 9 глава
10 стих. Тоа значи дека треба да почнеш со тоа што ќе се молиш да го обземе стравот од Господа. Потоа моли се за него да има побожни советници. Блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните. Псалм 1, 1 стих. Ако продолжиш да се молиш твојот сопруг да има мудрост и побожни советници, тогаш дури да донесе некоја лоша одлука, можеш да уживаш во знаењето дека ти го направи својот дел и дека Бог ќе направи нешто добро од тоа. Голем дел од нашиот живот е под влијание на одлуките што ги носат нашите мажи. Би било мудро да се молиме тие одлуки да бидат добри. Молитва. Господе, исполни го мојот сопруг со стравот од Господа и дај му мудрост за секоја одлука што треба да ја донесе. Нека те почитува тебе и твоите патишта и нека ја бара твојата вистина. Дај му проникливост за да ги донесува одлуките врз основа на твоето откровение. Помогни му да донесува побожни одлуки и спречи го да направи нешто безумно. Отстрани ја безумноста од неговото срце и оспособи го брго да ги препознава грешките и да ги избегнува. Отвори му ги очите за да може јасно да ги види последиците од секое избрзано однесување. Се молам да ги слуша побожните советници, а не да биде човек кој не е поучлив. Дај му сила за да ги одбива советите на нечесните и да ги слуша твоите совети над сите други. Прокламирам дека иако има многу замисли во човечкото срце, но што ќе науми Господ, тоа и ќе биде. Пословици, 19 глава, 21 стих. Поучувај го дури кога спие и наутро. Псалм, 16 глава, 7 стих. Се молам да го прави она што е добро, место да го следи водството на сопственото тело. Знам дека мудроста на овој свет е безумство пред тебе, Господе. 1 Коринќаните, 3 глава, 19 стих. Нека не се прилепува кон неа, туку нека ги држи своите очи кон тебе и нека неговите уши го слушаат твојот глас. Моќни алатки. Кога мудриот чуе, да биде уште помудар, а разумниот да стекне помудри мисли. Пословици, 1 глава, 5 стих. Не замислувај дека си мудар, бој се од Господа и отстранувај се од злото. Пословици, 3 глава, 7 стих. Стравот од Господа е почеток на мудроста, но безумните ги презираат мудроста и поуката. Пословици, 1 глава, 7 стих. Тогаш ќе ме викате, но јас нема да одговорам. Ќе ме барате, но нема да ме најдете, зашто го мразеа знаењето и не го избраа Господовиот страв, ниту го послушаа мојот совет, туку ја презреа секоја моја опомена. Пословици, 1 глава, од 28 до 30 стих. Човекот кој свртува од патот на разумот, ќе почива во собранието на мртвите. Пословици, 21 глава, 16 стих.